Благодарам, председателке, заменичке. Почитувана колешке, внимателно ве слушав и да бидам искрена, додека ве слушав, како да се слушав себе си пред 4 години, мислам дека беа, кога образложував на времето дека комплетна дигитализација и со сите овие оправдувања што ги кажавте, дискриминација, нестабилни платформи и така натаму, дека ние како држава не можеме се уште тоа да го поднесеме. И навистина ми е драго што ретерирате од тој став на Социјалдемократскиот сојуз, ако се сеќавате, сигурно се сеќавате, дека во образованието треба да има дигитални книги, а не хартиени, и дека се треба да биде дигитализирано и да нема ништо хартиено. Се сеќавате, предпоставувам, Мила Царовска ви беше бренд во дигитализацијата, бренд во наводници. И добро е, ако сте сватиле дека тоа така не оди. И добро е што ни ги покажувате примерите. Јас тогаш ја кажував Хрватска како најдобар пример како одела дигитализацијата во Република Хрватска, но џабе зборувавме тогаш, бидејќи вие рековте дека не смее да има ништо хартиено, се плашевте од книги како не знам од што. Значи добро е што сте го смениле ставот прво. Тоа е добро. Значи мора да има и хартија. Тоа дека мора да има и хартија го има во ставот 4 во членот 94 став 1. Контрадикторни сме сами на себе, не зборувам сега позиција како држава, ако велиме дека дигитализација мора да има, да го следиме светот на месечината се качи, ние уште тука со хартија се расправаме, но во право сте, да, мора да има хартија. Затоа што платформите и нашата дигитализација не е довршена. Па од тука ќе кажам дека ова постапно, значи ова нема да важи за сите оделенија, постапно се обидуваме како едневникот, постапно ќе се обидуваме како држава во прво, второ и трето оделение да воведуваме ваков начин на свидетелства, а во меѓувреме Министерството за образование е должно да ја унапредува платформата. Имаме Министерство за дигитална трансформација. Јас воопшто не се сомневам дека таквата соработка помеѓу овие две институции ќе продолжи и конечно на крајот на денот да имаме генерално добра дигитализираност и поврзаност на сите образовни институции, па да не треба воопшто да има хартија кога ученикот, кога ќе го заврши основното образование, да влезе во средното или од средното во високото, впрочем, како што е и во европските држави. Но да дојдеме до таа точка, тука се согласувам со вас дека ќе ни треба постапност. И таа постапност ја гледаме токму во тоа што одиме од почеток, фазно да речам. Одиме во првите 3 оделенија, се прави платформите мора да се направат како што велите вие, и јас сум убедена дека ќе бидат направени онака како што треба, и дека на крајот на денот ќе бидеме, да не се повторувам, целосно дигитализирани, што е цел сама по себе. И тогаш кога бевте на власт, ние се согласувавме, но велевме дека е невозможно еден рез длабок да направиме, затоа што не сме подготвени во сите аспекти, не сме подготвени, дали како платформи, дали вие како наставници, дали како родители, дали како ученици, моментот за дискриминација кој што го споменавте, тогаш се сеќавам дека дававме и проценти колку ученици имаат компјутери, таблети и така натаму, но да не се навраќаме. Да заклучам. Прво, добро е што велите дека на некој начин отстапувате од таа длабока, дигитализација која што е невозможна, и тогаш
и сега да се воведе со длабок рест, мора да одиме фазно и на крајот на денот мора ова да го правиме заеднички сите. Добро е вие како опозиција да укажувате на грешките кои што мислите дека и како наставници на крајот на денот кои што би можеле да се случат, затоа што вие сте тие практичарите кои што најдобро знаете како се применува законското решение, но еве имаме предвидено дека ќе има хартиена форма на барање на учениците. Еве да кажам дека го разбираме и оној дел на емоциите кои што доаѓаат кај најмалите дечиња, но тука сметам дека еве вие како наставник не ве спречува законсково решение да тоа истото го направите како наставници или како училиште. Благодарам.